Судскиот совет можеби ќе биде распуштен, а секој од членовите ќе се врати таму од каде што дошол, дознава Алфа од неофицијални извори во Министерството за правда. Во септември, повторно тимот на оценувачката мисија на Европската унија, која чешла работата на членовите на Судскиот совет, доаѓа во втора посета, а веднаш потоа се очекува да биде готов конечниот извештај. За неколку недели по нивната посета, која сега ќе се случи во септември, ќе биде готов извештајот за работата на Судскиот совет. Веднаш потоа секој од членовите ќе се вратат на старите места, особено истакнатите правници, оние предложени од собранието и од претседателот на државата. Оценувачката мисија во Скопје дојде по скандалозните случувања во Судскиот совет кои со месеци ја брануваа јавноста. Покрај незаконското разрешување на екс-претседателката Весна Дамева, членовите на советот не постапуваат по преставки за непотизам, влијание и корупција во судството. Меѓународниот фактор по долго време гласно зборува за очајната состојба на највисокото тело во правосудниот систем. Австрискиот амбасадор обвини за корупција и политичко влијание, додека евроамбасадорот ги испрати оценска мисија од Советот на Европа за да се провери работата на членовите. Дури министерот за правда Кренар Лога за членовите на Советот вели дека се нелегитимни и побара од нив да се самораспуштат. И покрај неговиот став, членовите му замерија за неговото отсуство на седници. На денешната седница беше посочено дека министерот за правда Кренар Лога и претседателката на Врховниот суд Беса Адеми, кои се членови по функција на Советот, иако уредно поканети, не се присутни и не го известиле Советот за нивното отсуство. Лога им возврати со соопштение во кој им вели дека нема право на глас на седниците и поради тоа не може да влие врз носењето на одлуки.